Во големата сала на Новосадскиот ректорат од 27 до 28 април се одржа конференцијата наречена Предизвици за еднакво родителство. Конференцијата е организирана од страна на Центарот за еднакво родителство од Нови Сад со коорганизација на амбасадата на Шведска и Комората за социјална заштита на Србија. Prije svega da kažemo šta je ravnopravno roditeljstvo. To je ravnopravno, odnosno učešće oba roditelja u životu deteta. To ne znači sečenje deteta na pola, nego znači odgovornost prema detetu. Onog momenta kada mi se razvodimo i ako se u sudskom postupku dete dodeljuje, znači kao stvar, jednom roditelju, daje se moć tom roditelju, onda praktično, a moć se u konfliktnim i visoko konfliktnim razvodima zloupotrebljava, onda dolazimo do toga da je dete oružje u međusobnim sukobima. Zašto ravnopravno roditeljstvo? Zato što je uvođenjem ravnopravnog roditeljstva u stvari uvođenje podjednake odgovornosti roditeljima. Kada nema moći, nema nasilja, ni nad decom, ni nad partnerima. To je nešto što je ideja već jako dugo na ovim prostorima u mnogim zemljama sveta, posebno Evrope, je takav model prosto dodeljivanje ravnopravnog učešća oba roditelja uobičajen i on pokazuje zaista dobre rezultate. Zato smo mi sada ovde i kao što sam danas rekao, za ovih 10 godina postojanja ovog udruženja u Srbiji, mi smo napravili jedan korak. Današnjim danom smo krenuli da pravimo drugi korak. На конференцијата учествуваа стручни соработници од социјална и правна заштита, членови на здруженија, како и студенти од факултетите во Србија, Словачка, Хрватска, Босна и Херцеговина, Северна Македонија и Словенија. Konferencija međunarodna što se tiče Makedonije možda i najzastupljenija. Ja sam upoznan sa situacijom u Makedoniji po pitanju porodičnog zakona koji je već ne znam koji put vraćen. Bio sam i u Sobranju Makedonije, govorio na javnoj raspravi 2018. godine i ono što je meni poznato jeste da postoje stalno neke oscilacije i stalno nešto fali. A ne fali ništa, ne fali ni dobra volja, samo od onih kojih se to tiče i na ovoj konferenciji imamo i koleginicu iz jedne organizacije, ženske organizacije, imamo profesorku sa pravnog fakulteta koji pravni aspekt upravo o zakonu o porodici predstavlja i imamo kolegu koji predstavlja one kojih se to tiče. Znači, udruženje iz Makedonije sa kojim smo, evo, mislim da smo danas otprilike izračunali da je 5. ili 6. godina da sarađujemo. Jer mi regionalno od 2018. svi sarađujemo, ali smo nešto ranije se upoznali sa kolegom Naumom. На конференцијата говореше и Наум Рибаровски, председател на Центар за рамноправно родителство под името Децата пред се. И јас како председател на Сдруженијето Центар за рамноправно родителство Децата пред се од Скопје, заедно со други членови на нашето здружение и заедно со представници на други институции од Македонија, ја представуваме државата на оваа меѓународна конференција, која што морам да кажам не е прва што се држи од ваков вид, меѓутоа од највисок калибар до сега. И од таа причина сме многу благодарни на домаќините наши од Нови Сад, што организира вакво нешто. За прв пат во овој регион се донесени личности од светски калибар, психолози и стручњаци од разни области на кои што добро им се познати овие работи и кои што морам да кажам дека од чии излагања можеме многу да научиме и покрај тоа што да речем ние долги години сме активни во ова поле, сепак овие што се излагања денеска што ги слушнавме, дури и за нас нудат некои нови и позитивни работи. Тоа е една од нашите мисии да ја направиме оваа тема актуелна, затоа што долги децении овие проблеми се сметаат за семејни проблеми, се кријат во рамките на семејството, се кријат под тепих и многу луѓе не зборат за нив. Отприлика во исто време пред 10 години започнавме и ние во Македонија и тука во Србија да ја изнесуваме во јавност оваа тема. И сметам дека ова што сега се случува, до сега е круна нашата досегашна 10 годишна работа, затоа што ете за прв пат имаме голема меѓународна конференција со медиумска покриеност, каде што ќе се слушне гласот на нас, секундарните родители,
кои што се залагаме да бидеме нормални родители во животот на нашите деца, односно исто така се залагаме и нашите деца да имаат нормално детство со двата родитела. На темата Европскиот суд за човечки права во врска со кршење на човековите права и права на детето поради националното систематско непочитување на поделени родителски обврски, случајот во Република Северна Македонија, говореше професор Елена Игновска. Голем број на семејства треба да живеат со последиците кои што нашиот закон за семејството со регулирањето на старателство по развод на брак само кај еден од родителите ги предизвикува. Така да дефинитивно се значајни. Значајни се очигледно и во овие земји кои што веќе тоа како концепт го имаат признаено, но повеќе веројатно се значајни ваквите конференции за земји како нашата, која што се уште тапкаво место, би рекла, во смисла на тоа што се уште реформите во областа на семејното право некако не им се дава приоритет, не добиваат слух од оние кои што треба да ги поддржат. Се очекува во иднина да има измени во оваа сфера, во граѓанскиот законник, но тој се подготвува веќе повеќе од 13 години, веројатно подготовките уште долго време ќе траат, а овие семејства се уште, посебно децата, значи сакам да го ставам акцентот на децата, живеат отуѓено од еден од родителите. Проблемот настанува отпосле, во смисла во ситуација кога тие ќе се разделат или разведат, најчесто системски проблем би рекла, судот или понекогаш центарот за социјална работа, и тоа за мене и главната критика, бидејќи тој одлучува наместо судот кога родителите не се во брак, кога живеат во вонбрачна заедница, одлучува центарот за социјална работа наместо судот. Сметам дека ова сепак материја која што треба да биде одлучувана пред судска инстанца, да детето биде доверено на чување и воспитување само кај еден од родителите. Тоа најчесто во 90%, можеби повеќе од 90% е мајката, а на таткото најчесто му се доделуваат контакти или права на видување кои што може да бидат еднаш во 2 недели, ако се одвива во најдобар можен ред. Меѓутоа, случаите во пракса покажуваат дека тоа не е секогаш така. Многу често недоразбирањата помеѓу родителите кои што веројатно постоеле за време на трајање на заедницата, продолжуваат и потоа, и тие најчесто се изразуваат преку недозволување да се види детето од едниот родител, и повторна жртва на или колатерална штета, би рекла, на сите овие системски пропусти кои што не сме успеале соодветно законски да ги адресираме, но и во пракса соодветно не се апликативно применуваат во смисла на почитување на правата на детето, најмногу го засегаат токму него. Во склоп на оваа конференција се одржа и презентација на книгата Отуѓување од авторот Ѓорѓи Мешков, а на приказната на Бранко Брковиќ. Приказната немаше поради побарање на еден мој добар друга пријател, колега, проблемите кои што ги имаше ни беа познати до некоја мерка, и во една прилика ме замоли да ја слушам приказата која што има со сите детали, со сите настани кои што му случувале, кои што јас не ги знаев во потпуност. После разводот неговата сопруга, и таа приказна ја ставивме на хартија, ја напишавме во еден роман, ја го обличивме и така настана романот. O svim fenomenima koji se tiču ljudi, ako nemamo informaciju, oni su skroz u mraku. Ovo je, i knjiga ima i ovu dizajn takav da se vidi neki mrak, mora da bude neko svetlo. Znači, kakva god bila knjiga, promocija, šta god, mora da se govori o tome. Otuđenje je fenomen koji je, nažalost, prisutan i sve više prisutan u čitavom svetu, a posebno kod nas je u ekspanziji, ima elemente epidemije i zato je to od velikog značaja. Zašto je od značaja da bude ovde? Zato što je ovo konferencija na kojoj o ravnopravnom roditeljstvu, na kojoj se između ostalog priča i o otuđenju kao jednom fenomenu i o rešavanju tog problema i fenomena. На повеќе од 400 страници, Ѓорѓе Мешков ја раскажува оваа вистинска приказна на начин што ќе ве врзе од првата до последната страница.
Темата е позната во светски рамки, но овој роман е прв во Македонија. Нашиот протагонист главен во романот Борко е мој познат пријател. Романот го базиравме и го направивме да биде вистинит, значи инспириран од ептен вистинска приказна. Проработивме еден голем куп документи, преписки кои што ги имаше токму Борко со центри за социјална работа, кои што пак немаа слух за овој негов проблем. И токму тој вториот дел, што така да кажеме, дека главната причина што детето е оттужено од него во период од 6,5 години се токму центри за социјална работа кај нас, кои што со нивно непостапување по закон допринесува емотивната врска меѓу таткото и синот да биде уништена, значи да не постои. Прво таа полека слабееше поради обструкција на мајките, а на крајот таа беше поништена и таа сега више не постои. Имам јасна представа и слика, пошто го знам и детето и човекот, како беше тој нивни однос пред пандемијата, че речем, од кога се случи отуѓувањето и како е сега. До тогаш средите беа прекрасни. Малиот од зајчек што го види, тато, дошол тато, си игра со него по парковите. Значи, едноставно, баш оние вистински правила таа родителска љубов и таа двоносечна љубов, дете, татко, дете. Сега на неговите средби, да отидете, тоа е како во хорор филмови. Кога влегува на средба, детето бега од него. Се плаши како од некоја сениште, како од некоја, не знам, од некој лик од хорор филмовите. Дури повреча. Влегува, таткото и детето го гледа, повреча. Тоа е крајен резултат на отужувањето. Значи, потпуно уништена емотивна врска. Целата на оваа книга, значи, е прво да подигне прашина околу овој проблем, затоа што во борбата на Борко и уште многу такви родители има голем отпор од страна на институциите. Значи, да подигне прашина и да ги малку чепнеме тие институции, да се засилат, стават прст на чево, да речат, чеке, па овде се случува нешто, ова не е изоловано поединечно. Целата беше таа да дигне прашина од една страна, а од друга страна на сите кои ще прочитат, значи да влијаеме на јавното мислење, значи луѓето што ќе прочитат, па да им падне прашината со кој што е се трупани децении назад од страна на, ќе речам, одредени гарнитури кои што поминале низ нашата држава, да може да прогледаат, да го видат проблемот и да прослушаат, да не се правят глуви на тој проблем што ги имаме. Значи, тоа е целата, едноставно да се помогне, тоа е пораката на книгата.